од тој аспект во тимот и во поглед на атмосферата можеби не е секако што треба, меѓутоа мислам дека тоа не би требало да иде пречка за избраници. Славков 1 и Величковски 2. Еве сега еден удар. Цветановски. Еве го бразилецот Антонио, добар потек, хубав удар меѓу Тишевски и Илиевски во противничкиот 16-тик. Поп Златанов, добра топка да прва статива, уште еднаш Поп Златанов и каква шанса пропуца сега таму. Мислам дека тоа Величковски. Убава шанса, за малку не беше поблиску до топката или подобро поставен Величковски или да видиме се оние Ѓорче Петров. На првата статива е сега Стојков, таму беше претходно Поп Златанов и еве сега на нападот екс напаѓачот на Струга Тримлум и сега удар од оваа позиција и некој друг агол можеби изгледаше блиску, меѓутоа сепак беше далеку без дресови. Стојков во решение за Самаке, оди сега Величковски. Лоша топка од Самаке. Дољак го изведува корнерот. Рибаудо на втората статива сепак расчисти добра една тешка топка. Пецов. Добро беше идејата за Алексовски, стигна топката до Величковски, да има офсайд. Има офсайд таму. Поп Златанов ја смени малку страната за да втрча во оваа ситуација, меѓутоа мислам дека е во право помош. Поп Златанов и Илиевски, не размислува многу Илиевски, добар центар шут, се уфрли таму Алексовски. Да, ако тргнеше можеби навреме или да беше топката малку подобро, можеше да биде тоа. Антонио конечно и добива топка. И еве сега срекна топката за Малевски, голема шанса и таму одличен во стартот Илиевски. Гледате како што значи фудбал. Еве таа ситуација уште еднаш одби приклучува таму Стојко, па убава топка за Илиевски, уште еден центар шут на Илиевски, меѓутоа не е како финиш на првиот дел. Самак, убав потек. Еве го сега Алексовски, го има Величковски, добива топка Величковски, оди сам Величковски, голема шанса за Македонија, Ѓорче Петров. Величковски, Алчевски брани, Поп Златанов и конечно 1-0. Велам конечно затоа што дополнителен обид имаше таму и Поп Златанов, она што не успеа да го направи во 12-тата минута. Еве го Поп Златанов го прави во финишот на првото полувреме по една убава акција. На Алексовски и на Величковски. Еве таа ситуација уште еднаш. Величковски, Алчевски убаво одбрани, па потоа уште еднаш во вториот обид Поп Златанов. Македонија, Ѓорче Петров има предност од 1:0 и ќе кажам сосема заслужен. 45-та минута до страна на гостинскиот тим Македонија, Ѓорче Петров, ќе видиме како сега ќе се однесува Рибаудо. Подочно Франко беше тоа, простете, па сега уфрен Малески, еве првата закана во второто полувреме, уште од стартот. Добра топка доби Малески, тоа е на спротивната страна Крстевски, центар шут на Крстевски, таму Манев расчистува за момент и овде нема да има проблем. Цветановски ја загубива, срекна сега доаѓа до Рибаудо, еве шанса Малески, еве првата посериозна шанса, онака добро изградена, не од не уште покрај од линијата. Греши Руфати, еве шанса сега за Македонија, Ѓорче Петров оди напред Самаке, на него Ристевски, Самаке го има тука и Величковски, Самаке. Трча паралелно со него Поп Златанов, добра топка за Величковски, меѓутоа Јанкулов. Цветановски. Еве топка за Франко, има ли центар шут, добар центар шут, Еве го првиот обид, првата акција на Сисе, добар центар шут, таму Стефковски, добро. Еве го првиот контакт со топката на Али, убава асистенција, сега да видиме таму, меѓутоа се заврте, Стојковски удар од свртува. Врдољак центрира, еве шанса и каква одбрана сега таму на Стефковски. Каква интервенција на Стефковски, Руфати беше во чиста позиција. 82 минута. Голема шанса пропушта сега таму на Стефковски. Каква интервенција на Стефковски, Руфати беше во чиста позиција. 82 минута. Голема шанса пропушта
Академија Пандев, она чиста, најдобра за нив. Да видиме може ли да возврати сега Македонија Ѓорче Петров. Не, Стоилов беше во ситуација, меѓутоа каква одбрана на Стевковски, добар рефлекс на самата гол линија, чиста беше оваа шанса. Да видиме само уште еднаш Крстевски, оди на Елиевски, сигурно добро поставен таму Стојков. Антонио има оваа топка, удар на Антонио покрај голот уште време и Академија Пандев да дојде до драгоцен бота, бога ми и Македонија Ѓорче Петров да ја потврди победата, затоа што сега по Малески за малку непрецизен удар. Врдољак еве слична ситуација како она кога Руфати имаше шансата, скок таму и овде нема проблеми за имали центар што сега Крстевски, Мишевски сигурен највисок во 16-тникот и овде